Ето сега повторно во собата за гости. Имаме Сара и Сара и Ангел, така? Да. Добре ни дојдовте и веднаш ќе препуштам на Искра разговорот затоа што нешто е многу специфично тука. Да. Самиот настан е јас вчера имав можност нешто да слушнам едно видеоклипче, ама затоа се тука Сара и Ангел убаво водители да ни објаснат за што станува збор. Добро утро, дечки. Директно ни пристигнавте сега од пат. Ќе започнам со тоа што вие сте дел представници од Сдруженијето Ратевски бамбурци. Да. Овде сме да го најавиме карневалот, меѓутоа за самиот почеток ме интересира што се тоа бамбурци? Па бамбурци се маскирани мажи во кожи, во рогови од животинско потекло, се од животинско потекло. Се маскираме во празник за време на празникот Свети Јован Крстител, една убава традиција, вековна традиција. Направено за да се истера злото од селото, да се излечат сите болести, верувало се. Ги нарекуваат бестрашни, така? Зошто се бестрашни? На тој ден немаме страх, немаме ништо. Има една многу позитивна енергија во нас на тој ден и од ништо не се плашиме. Станува збор за карневал што се одржува веќе повеќе од 100 години во село Ратево, Беровско. Да. Ама морам малци за Ратево да ве потпрашам прво. Во што е специфично ова место? Во што е посебно? Па посебно е по тоа што е мало место со чист воздух, стари куки, друштвото кое го имаме посебно таму, ние сите сме заедно. И тоа. Чекайте, вие живеете там во Ратево или Да, во Берово? Во Ратево, да. Значи за разлика од другите села кои што се напуштаат за жал во Македонија, ова си функционира живо си е, така? Значи убаво е што се гледа дека има още младина во нашо село, има още деца што искаат да живеат таму. Знаете, малку ни е ситуацијата лоша во државата, секој гледа да тера подобро утро, ама ипак има доста младина и доста заинтересирани за наша традиција. Благодарение на бамбурците. Што значи ти си бамбурец. Да. Ти си бамбурец. Да. Сара не смее да биде бамбурка. Не смее, да. Обичајот е само мажите се маскираат. Само мажите се маскираат, да. Дали малку дискриминирачки ти звучи тоа или? Па не, пример, Не, се шегувам, зошто е тоа така, Има да. право женските да учествуваат, доколку ние не ги познаеме. Ако ги познаеме, ние ги растураме. Значи мора многу вешто да се маскира, камуфлира и никој да не знае. Реков дека ќе биде интересно. Да. Ноќта помеѓу 19 и 20 се случува. Се започнува точно на полнок. На полнок, да. И младо и старо се е будно во 12 часот. Да. Цело село чека првиот бамбурец да се појави на Мегдане. И това е стварно една многу треба да се усети тоа. Ајде малку самата церемонија. Мажите се маскираат, значи жените ако успеат да се камуфлираат, но сепак се започнувало со девојка, се фрлала девојка на сред село, така нешто му доаѓало. Не, девојките, што прават девојките? Девојките па го играат обредното оро малешеско. Тие се задолжени всушност да ја чуваат таа народна традиција, да го чуваат народното во селото, да го изиграат орото, да ја покажат народната традиција, народната носија и сега секако некое женско сака да се направи бамбурец и сака и тој да биде, и таа да биде под маска, но ако ја забележат, тие растураат и го прекриваат лицето со црнило и... Како започнува се? Значи ние се спремаме што помине нова година, да кажеме, ајде и по Божич. Сега дојде, брже се спремаме, пошто имаме, кажи речи, сите готови костими, само капите се менат. Значи не правите нови за секоја година? Значи, тие што имаа, што са останали, што са зачувани, пошто еден костим може да трае од 10 до 15 години, ако се чува како што треба. Како што треба, да. Има нови деца, млади деца, што треба да им се направи енос, това се крпи. Се почнува, например, кога се заколе јагне јаре, земеме кожата, ставиме во сол, закачи се после на некоја плевна. Значи, еве да бидеме коректни, не убивате специјално за овој повод, туку веќе предходно па се чува. Да. Ништо не е тоа. Да.
нема специјално да речеме убиено е само за това, не. И самата церемонија, што го значува стартот? Еве, во 12 часот точно што се започнува? 12 часот, сите се на Мегдане, че како да спадне првиот бамбурец, ние сме по качите, по старите кашчи, седиме во них, пиеме, на нашки кажано. Има стварно една еуфорија, што сите не дрмане, стварно. И ајде, сите договориме се, има зурли, со зурлите спаднеме сите на Мегдане, игра се оро, значи, дете таму, каде нас, да се нацрнат сите, сите што са присутни, гости. Многу ни се лутат за тоа. Зошто? Зашто црниме, не знам, погрешно сме сванени. Само да прецизираме, со што црните? Од фурната? Да, саги од фурната, да. И има многу реакција дека црниме со улје, нема врска, значи тоа не е точно. Значи, жално е тоа да го каже некој што стварно, јас сам таму од од дете сам во таа организација, никогаш, никој пат не е користен улје. Секогаш сажи од фурна. Дали е тоа, да ми ги расчистите овие термини, дека се всушност подготовка за дивиот поход? За истерување на ѓаволот од селото. Значи, сета оваа церемонија се врши за истерување на ѓаволот, на злите духови. Да. Затоа кога заврши се, ние сме сите многу позитивни, има стварно многу убава енергија, кога се заврши се тоа, сите сме весели, музика насред село, стварно треба да дојдат сите да го усетат тоа. Дали бамбурец може да биде само локален жител или може и примете од страна или не? Не. Бамбурци да се претворат. Обичајот си е само локалните жители. Обичајот си е само локалните жители. Значи не е забрането никој да се маскира, ама бамбурец, пошто например да искате вие да дојдете да се маскирате, пример, немате кожи, треба ние да ви најдеме кожи, треба, значи тоа е прав бамбурец е маскиран во кожи. И уште нешто ме интересира, имало битка за тронот. Каков трон? Главен бамбурец нешто? Не. Тоа е битка за да го победиме злото, како што кажавме. За да се качиме на врвот да видите. Значи, добро, бамбурец не може да биде секој, но секој може да биде гостин. И секој може да биде маскиран, само не може секој да биде бамбурец. Инаку, овој карневал е дел од европското семејство. Како котира таму? Па, искрено, ние сме малечко место, оште не сме некое, во Македонија са Прилеп и Струмица, знаеме, во Фек. И Вевчани? Не, Вевчани не е во Фек. А не? Не е во Фек, Вевчани, да, само Прилеп, Струмица и Ратево, се во Фек. Посетеност други години, ова официјално 13, иако е традиција стална, стара е многу долга традицијата. 100 години, имаше малку пандемија, па малку пауза, му доаѓа како 13 официјално поред, така се информациите што ги добив. Ме интересира посетеноста каква, дали расте од година во година? Па, короната малку си го направи. Таа година се пада убаво, викенд, сабота, према недела, така да очекуваме доста туристи. Оваа година. Да. Како е организирано со сместување? Значи во Берово си има сместувачки капацитети, Ратево нема сместувачки капацитети, ние сме си село, обично има 700 житела. Го кажавме почетокот во 12 часот, а крај има воопшто? Крај наредниот е. Додека можеме. Да, не се... Додека имаме сила в нас. Значи не се легнува... Не. Значи јас сега веќе тие дена од тука на тамо, секоја вечер имаме си стара кашча, ке цурка одиме, таа е стара кашча многу. Собираме се тамо, кој треба да се позакрпи малку бамбурец, да се направи нова маска, да се среди, да биде се спремно за 19-ти. Дружба е убаво, е стварно убаво. Ве гледам дека сте среќни, со еуфорија го раскажува, просто човек да посака да оди. Јас сум многу пријатно изненадена искра од ова што го слушам, поготово од вака млади луѓе и плюс кои што живеат на село покрај Берово и многу интересно што се зборува на својот дијалект, конечно. Сватив дека е куќа, да. Така е, да.
И би сакала да прашам, го истерувате ли на вистина злото и ѓаволот? Па штом се вака среќни, Па да, стварно да Има видите, ефект. видите после настанок кога се тоа се деси дека сите сме позитивни, дека се е весело, значи има нешто. И споменавте дека има млад свет во ова село. Многу ме интересира со што се занимаваат, дали еве после нели завршувањето на училиште кој се уште таму функционираат млад свет и што работите, со што се занимаваат? Значи не мора да се работи многу, така. Битно да се живе. Во Берово знаеме што се работи, со здрава се работи и угостителство. Друго гранка нека Ајде нека оди на туристичка атракција да биде уште поголема, Дај Боже, да. Дечки, многу ви благодарам што дојдовте, сега ќе се враќате назад? Да. Ама прошетете малку, да видите што е загаден воздух, да почувствувате. За да бидете уште посреќни што ќе се вратите дома. Па дојдете вие да видите колку е чисто. Да подишеме малку. На самиот почеток на разговорот кажа дека има многу чист воздух и веднаш го помислив тоа каде дојдовте сега. Особено при кај нас во Фратево, ние сме од три страни, е планина. Стварно убава природа, убава многу. Имате можност да дојдете да видите секако и да видите колку помлади од нас има. Браво. Тоа е стварно. Ви благодарам многу, дечки. Нема проблем. Да сте живи здрави, благодарам исто и јас.